Откако лани во пресрет на неговата 20 годишнина го обнови, Ауди ја комплетираше понудата на својот единствен модел без бројка во ознаката. Најновите верзии воедно се и најжелно очекувани. И двете ја содржат буквата S, која на послабата изведба на Audi TT и обезбедува моќна комбинација од 2-литарски турбомотор со 306 конски сили, 7-степена автоматика и кватро погон на сите тркала. Сепак вистинското пакување на култниот восет од Инглштат е она со ознаката RS во целост оправдана со неговите 400 коњи извлечени од 2,5-литарскиот 5-цилиндричен агрегат. Тие ќе го лансираат до 100 на час за 3,7 секунди, а опционалниот спортски пакет ќе му дозволи максимална брзина да се искачи на 280 км на час. Системот за контрола на динамиката обезбедува 4 режими на возење, а фиксниот спойлер поголема сила на прилепување. Изгледот е освежен со моќни детали кои прават овој спортски двосет да се доживува современо и доминантно. Матрикс LED светлата и црната саќеста маска агресивно се дополнети со граникот со големи отвори за воздух. Сопирачките клешти во црна или црвена боја визуелно ја разбиваат масивноста на проширените крила, под кои се кријат тркала од 19 или 20 инчи. Посебен впечаток остава внатрешноста, чиј изглед верно го надополнува нескротливиот карактер на овој модел. Спортските седишта, алуминиумските педали и кожениот управувач одлично се вклопуваат во виртуелниот кокпит, кој ќе ги одушеви сите што ќе седнат во овој спортист. Како и неговите претходници, и обновената верзија на TT ќе се нуди во купе и родстер верзии. На поклониците на овој модел кои сметаат дека е неоправдано запоставен, веќе некое време им се сервира дека оваа трета генерација ќе биде последна. Тоа се уште не е демантирано, но сепак новото светло кое Ауди го фрли на него им дава надеж дека сега не е момент за такви млади.